Актис, Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка, постои од 1999 година и има мисија околу воведувањето на европски стандарди во општеството. За таа намена најчесто Актис дејствува кај властите и институциите, донесувачи на одлуки, за да прифатат принципи на добро владење, отчетност и транспарентност. Тоа го прави преку медиумите, но и преку отворената телевизија ОТВ, која е првата медиумска заедница во Југоисточна Европа. Отворената телевизија е прва медиумска заедница во Југоисточна Европа. На Западот ги има 672. Медиумската заедница е мрежа на локални портали во 4 земји на Балканот, кои произведуваат заедничка некомерцијална програма, односно се занимаваат со независно и непартиско информирање на граѓаните за локални проблеми, проекти и случаи на добро владење, за да може ситуациите во различни земји да се споредат и да се најдат најдобрите модуси на граѓанско учество. Акција. Од формирањето на демократска Македонија постојано се говори. Отворени информации, отчетност и транспарентност и за владата и за општините. Денеска, отворените податоци се пропишани со закон. Што се треба да објават општините на своите веб страници? Отворени податоци, отчетност и транспарентност. Тоа е свето тројство, да се знае. Сега се приклучија и услугите. Сите се крстат во транспарентноста и отвореноста. Дали поради критиките на Европската Унија, или ние сме спакувале транспарентност и отвореност колку да си ја покажеме демократијата? Абе, тоа општина ли е, бе? Баши Бозук. Куала Лупур не е равен. Значи, ја гледам што се прави во општина. Луѓе мои, зграда до зграда, паркинзи нема. Мани тоа, на мал дожд, шахтите до горе преполни. Има добри локални самоуправи, лоши локални самоуправи. Последниот збор го дава граѓанинот дали ги добил услугите кои ги ветувале на предизборните зборувајќи активности така натаму. Да појасниме. Објавувањето на податоците се смета за дел од реформата на администрацијата. Сложено, нели? Ајде со ред. Докаде сме? Ама реално. Нашиот проект за отвореноста на општините е со анализи за општините во Пелагонискиот регион. 9 се на број. Прилеп, Битола, Крушево, Ресен, Демирхизар, Могила, Новаци, Кривогаштани и Долнени. Ние се наоѓаме во просечната проценка на транспарентност, но изминатиот период работиме за зголемување на транспарентноста и отчетноста према граѓаните и према сите институции. Денес сме на многу добра транспарентност, околу 81%. Тоа значи дека нашата транспарентност значително се подобрила, со 3 скалило нагоре и продолжуваме степенесто нагоре постепено да се отвараме кон граѓаните, кон приватниот сектор и се она што значи отчетност, транспарентност. Сум одната од институцијата, тоа е една од предностите за да што побрзо ги воочам проблемите со кои што се соочува општина Новаци. Постои недостиг за реализација на некои проблеми во некои од секторите, односно во некои од одделенијата. Генерално проблемите како рурална општина кои сите општини ги имаме е недостатокот на стручна администрација, комуникацијата со надлежните министерства, да ангажираме стручната јавност, велам, јас секогаш сум се подпирал на науката и на стручната јавност, зашто нити можам се да знам, нити луѓето ќе си ги викните професионалци, луѓе кои знаат во одредена струка како треба да се делува. Ние од 2004 имаме закон за локална самоуправа и од тогаш процесите на децентрализација требаше да одат со многу позабрзано темпо од ова што се сега.
Милена, да подсетиме, многу е битно, спроведовме обука на комјунити репортерите. Никодос веќе се сретнал со поимот вест, со некаква одредена дефиниција, што представува тоа, како започнува еден новинарски текст и така натаму. И тој вели седмата сила е новинарство. Во 21. век новинарството ги менува државите. Многу е битно, би рекле пресудно е граѓанското учество за одлучување на локално ниво. Тоа не е само желба на невладините или на универзитетите. Дали општините предизвикале позначајно граѓанско учество? На никого ништо не му е гајле, го се гледа да си напомна джепчината и пријатно. Ништо. Кој формира, никој ништо не ни кажува. Може се завршува работа, добри се, транспарентни се, тој во ред. Па да, се меша политиката, тоа. Преговарачкиот процес на Македонија за членството во Европска унија не може да ја прескокне забелешката за слабото граѓанско учество. Европската унија тоа го поставува како услов. Денеска и вчера се одржува јавна расправа за буџетот во општина Прилеп. Дали може да ми кажете кој ви е ваш омилен празник? Па имам повеќе празници, сакам да кажам, ама нешто подетелно немам некој посебно да кажам. Каде патуваме ние сега? Во Битола. По кој повод? Да гледаме кино представа. Една од потребите што не е од општината е што често снимуваме струја. Тоа веќе одевана е, да се кажеме, значи ако грмне 3 дена немаме струја. Сме се обратиле и имаме добро разбирање. Локалните власти имаат своје видување. Асоциациите и експертите со аналитички пристап. Веќе повлековме чекори сериозни кон ровното буџетирање. Формирана е со самиот старт на ваквиот состав на Советот на општина Прилеп Комисијата за еднакви можности. Прв пат во историјата на општина Прилеп и на Советот на општина Прилеп е определена сума во буџетот на општина Прилеп која што го тангира ова прашање. Денес сме подготвени за обука и едукација на човечкиот потенцијал со кој располагаме, за потранспарентна локална власт и отчетност. Може да направиме промена кон подобро, кон позадоволни граѓани, да крајот од денот и ние како граѓански организации ги застапуваме граѓаните, она кој што го работиме треба ним да им даде повисок квалитет на живот. Оно што мислам дека може да ги охрабри граѓаните е поголема афирмација на граѓанскиот сектор како партнер на општините, да може навистина општините да ги прифаќаат нашите препораки и навистина да се насочат кон креирање на политики заедно со нас и спроведување иницијативи кои ќе дадат, не велам брзи промени, ама барем веќе почеток на некакви позабрзани чекори дека ќе има подобро место и подобар квалитет на живот во руралните области. Академизам е теорија без пракса, или поинаку народот вели сувопарно говорење. Популистички план е кога некој ветува нешто што не е остварливо, колку да им се допадне на гласачите. Ниту едното, ниту другото не се корисни за развој на општините. Едното води до немање акција, другото води до погрешни проекти кои не се приоритетни. Например, полна уста екологија, те пешачки патеки, те заштита на живиот свет, те шумски патеки, а вистината е ваква. Универзитетот треба да застане на средина помеѓу академизмот и популизмот. Многу е битно со граѓанските организации да се слушни што се вика потребите на регионот, а универзитетот да даде своја стручност. Милена го допирам и прашањето кој станува клучно и влијае на функционирањето на целата заедница. Иселувањето. Па Барбара, да видиме што покажува статистиката. Статистичките показатели се сурови, одамна алармантни. Сите општини бележат намалување на населението во периодот од 20 години меѓу двата пописа. Поголемите општини во Пелагонискиот регион, Прилеп и Битола, загубиле по 10% од населението. Од Ресен си заминале 15% и околу 16% ерозија на населението се бележи во Крушево.
Ако се додаде дека секој четврт млад човек е во ризикот на сиромаштија и е невработен, проблемот се усложнува. Каде се локалните заедници? Ние не ја чувствуваме таа младинска организација. Дали некако би можеле да ја подобрите за нас младите да ни се подобри животот? Секогаш има можност за подобар пристап и подобро решавање. Сигурно дека со ваша транспарентна, да речам, комуникација, можеме вашите предлози да ги имплементираме се со цел да станете подостапни кон младинската организација. Дали може да испратиш некоја порака за младите кои може би им си идол? Па би сакала да кажам дека сите амбициозни млади кои што сакаат да успеат и сакаат да бидат млади предприемачи, да не ја пропуштаат оваа прилика и можност каде што можат да се докажат, можат да се закитат со нови успеси, каде што можат да ги остварат своите идеи и замисли. Потребно е да имаш желба, да имаш жар во тебе, за да сакаш да учествуваш и да земеш учество, да запознаеш други луѓе, да се едуцираш на нови теми, а најбитна е среќата, затоа што меѓу 100, 150 и 200 кандидати, колку и да си добар, треба да ти работи и среќата, за да можеш да бидеш избран и да земеш учество некаде. Како да ги зајакнеме 9 општини во Пелагонискиот плански регион да ги подобрат отворените податоци, да ги има на нивните веб страници, да бидат проверувани, обновувани, актуелни? Како тие податоци да бидат јасни, навремени и мотивирачки? Отвореноста и транспарентноста веќе се мерат преку индексот за отчетност и транспарентност, а тука се и услугите и колку тие се користат. Едни тргнуваат од лични филозофски убедувања, други се вреднини административци кои си ја знаат работата и тука се задржуваат. Тогаш тие ги потенцираат етичките вредности во работата, што може да биде добар одговор на веќе започнатите теми. Наидовме на жигосувари бевме и напаѓани бевме, омаловажувани. Ние вистина доаѓаме од една рурална општина, меѓутоа општина високо котирана. Во континуитет го носиме приматот за една од најтранспарентните општини. Мислам дека треба повеќе да земаат пример. Ние сме тука отворени со работа. Треба да се отвори кесето, дека треба да се префрли повеќе пари на општините, да се дадат повеќе надлежности, а централната власт да се ја врши работата за која што се поставени. Нека прават контроли, нека прават увиди, дали е све направено како што треба, нека си ги зајакнат капацитетите за контрола и тогаш ќе бидеме сите на мирно. Општините ќе можат да ги спроведуваат проектите, државата ќе може да контролира дали е све направено согласно закон, согласно правила. Мора подхитно законот за локална самоуправа да се смени, бидејќи мора да има еден дамаклов мач, барем формално правно, ја не реков дека утре ќе бидат разрешени и така натаму, барем да стои една како што имаме на пример за претседателот импичмент, тоа е тешко да се оствари, али барем постои, као можност постои. И ако граѓаните не се задоволни на вистина од својот градоначалник, може во секое време би требало со граѓански иницијативи, со референдуми и така натака да го разрешат и него и советот. Општините постојат за граѓаните, а не обратно. А за граѓаните да разберат се и да решаваат за својата сегашност иднина, треба да знаат каде да се обратат. Ни требаат примери, не ли, Милена? Ајде да видиме. Дали сметате дека доколку некој има било каков проблем и се обрати до општината, ќе биде лесно прифатен, ќе му бидат одговарени проблемите и нема да треба да чека или да биде излажен или продолжено времето? Тоа се преку местни заедници, оди по селата, општините од други села што се... Многу работи треба да се направат. Пример, локалната треба да проработи подобро. Носиме ова, ама корист никаква. Мислам, ние граѓаните.
Како да се задржат младите? Младите да се задржат, треба да се отвори нешто. Транспарентна е општината, во секое време можеме да се обратиме, можеме да побараме помош. Сте ми пратили опомена дека немам платено данок на имот за 2021 година, а ја имам уплатено и во прилог уплатница. Стварно да. Добра, покажи му на колегата да се дошминкаме. Шминкај си се. Повелете вие. Да, се гледа. Добро, се случуваат сега грешки, тоа е тоа што ќе го кажа. Навремено и соодветно информирање на граѓаните, побарувачка на добри општински информации и услуги, отворени податоци. Континуирана соработка со општинските служби за информирање, за пренесување корисни информации за граѓаните и да не бидат партиски. За остварување на овие цели ние имавме работни средби со сите градоначалници и со нивните служби за односи со јавност, редовна размена на информации кои ги емитувавме на ОТВ, но се разбира без партиски содржини и само информација за граѓаните. Серија интервјуа за ОТВ со градоначалниците и на истакнатите службеници во општините и службите за односи со јавноста, за отчетноста и транспарентноста на општините и за услугите кон граѓаните, но на целосно конкретен начин. Објавивме интервјуа со ЗЕЛС, со општинските раководства и со универзитетски професори. Реализиравме работилница на општините, локалните невладини организации, професори и со раководството на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Објавивме насочени тематски написи во медиумите. Ќе разговараме за распределбата на буџетот, за запознаеноста на граѓаните со истото и како сето тоа функционира во реалноста. Ќе прашаме и неколку случајни минувачи за тоа дали се задоволни од промените кои се носат во општина Битола. Добар ден, како сте? Добар сум, како сте вие? Почитувани, да бидем искрени, ич не е лесно да се заврши некоја работа во институциите. Тогаш кога ќе отидем по канцеларии, сваќам колку лабиринти има. Па, брајте си, вашето право е нивна обврска. Довидување. Знам дека пак ќе се видиме за овие отвореност, транспарентност. Довидување од Барбара и Милена. Thank you.